Секако дека да, грижата најчесто е на невладиниот сектор. Сдруженијето ХОП со опции за здрав живот Скопје преку програмата Сервиси за поддршка на сексуални работници и работнички и нивните семејства опфаќа директна работа со сексуалните работнички на терен, што се одвива на територијата на град Скопје веќе цели 17 години, како и во дневниот центар на ХОПС, која оваа година слави јубилејни 10 години од неговото постоење. Програмата опфаќа широк спектар на услуги, чиј што главна цел е да овозможи зголемување на достапноста на здравствената заштита и да ги унапреди правата поврзани со здравјето на луѓето, како и да придонесе во самиот процес на нивното социјално вклучување како полноправни граѓани на Република Македонија, кои што ги уживаат своите човекови права и активно учествуваат во животот на заедницата. Целите на програмава опфаќаат неколку аспекти, и тоа здравствена и психолошка поддршка, социјална и економска поддршка, правна поддршка, зајакнување на заедницата на сексуалните работници и работнички за застапување и лобирање за сопствените интереси и права. Во текот на изминатите 17 години ХОПС има исконтактирано вкупно 742 сексуални работници или во 2016 година дадени се услуги на 240 различни СР. Услугите во Центарот за поддршка на сексуални работници и нивните семејства можат да ги добијат секој работен ден од 13 до 18 часот, додека теренските активности се одвиваат на најразлични сцени, и тоа отворена сцена или пред македонска телевизија во вечерните часови, во понеделник, среда и петок, на територијата во Шуто, Оризари, вторник навечер и четврток околу пладне, како и топана секој понеделник околу пладне. За сите овие активности, Сдруженијето ХОПС има обезбедено средства заклучно со 36.2017 преку Глобалниот фонд за борба против ХИВ-СИДА, маларија и туберкулоза. Државните власти се обврзаа да ги превземат сервисивните услуги, меѓутоа ова прашање се уште отворено и останува неизвестно обстојувањето на истите.